Добар ден, започнуваме со урбаните вести. За почеток ви ја презентираме генералната најава со денешните теми. Град Скопје со 1 милион денари ќе им помогне на настраданите во Атина. Проект за решавање на проблемот со ерозивните подрачја во Газибаба. Одбележани 61 година од смртта на Методија Андоновченто. Привремено се затвора автобуската постојка во ГТЦ поради манифестацијата зборува Скопје. Град Скопје со 1 милион денари ќе им помогне на настраданите во Атина. Македонското министерство за надворешни работи препорачува државјаните на Република Македонија заради пожарите кои се случуваат во областа Атика во околината на Атина да избегнуваат патувања во овие региони. Засега македонски државјани не се обратиле за помош во Македонската канцеларија за врски во Атина по пожарите во околината на Атина во кои досега настрадаа најмалку 50 лица. Сепак од Македонското министерство за надворешни работи препорачуваат државјаните на Република Македонија заради пожарите кои се случуваат во областа Атика во околината на Атина да избегнуваат патувања во тие региони. Поради пожарите во Грција е прогласена вонредна состојба. Од МНР исто така информираат дека контакт телефонот на дипломатското конзуларно представништво на Република Македонија во Атина е 0030 694 474 30 71. Од град Скопје велат дека веднаш ќе дадат 1 милион денари помош на Атина за настраданите во пожарите. Ова е прва итна мерка на градот и остануваме отворени за било каква помош, доколку дополнително се побара, велат од кабинетот на градоначалникот Петре Шилегов, кој на 27 април годинава со неговиот атински колега Јоргос Каминис потпишаа договор за соработка. Општина Газибаба ќе работи на разрешување на проблемите со порујните води на Скопска Црна Гора, чии делови се прогласени за ерозивни подрачја. Планирано е пошумување и изградба на одводен канал под Скопската обиколница. Делови од Скопска Црна Гора се прогласени за ерозивни подрачја и подрачја загрозени од ерозија. Две нивоа кои означуваат дека постои трошење на земјата во овој предел. Како најкритични, експертите ги посочуваат силата Раштак, Булачани, Црешево, Страчинци и Брњерци, а има и опасни водотеци кои исто така доведуваат до водна ерозија. Според истражувањата на тим од професори од Шумарскиот факултет, вкупната површина на ерозивно подрачје во оваа општина е околу 3500 хектари. Токму затоа, општина Газибаба заедно со Центарот за развој на Скопски плански регион ќе работат за разрешување на проблемите со порујните води на Скопска Црна Гора. Приоритетно, како што информира градоначалникот Борис Георгиевски, ќе биде расчистувањето на речните корита. Експертите заедно со нас кои што ја донесовме одлуката во месец април за прогласување на Скопска Црна Гора како можен потенцијал за ерозивните причини и ризици од идните поплави, преземавме план за комплетно расчистување на суводелиците, речните корита кои што во моментот представуваат најголем проблем, кој што може да не се случи уште утре. Проточноста на самите речни корита, големата вегетација, неичистеност, исто така и неможноста на каскадните брани да ги прими големите поројни свечилишта, представуваат наш предизвик. Заедно со Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, веќе отпочнавме да го санираме Страчинската река и Дрезга, кои што беа потенцијали, заедно со Брњерци, Виниче, Црешево, Булачани и Раштак, како една од населените места кои што гравитираат према Скопска Црна Гора. Со заеднички средства на општината и на Министерството за животна средина ќе се изработи студија преку која ќе се мапираат проблемите за ефикасно да бидат решени. Планирано е пошумување на подрачјето на Скопска Црна Гора во соработка со јавното претпријатие Македонски шуми и Министерството за животна средина и земјоделие, како и изградба на одводен канал под северната обиколница. Акциониот план предвидува покрај она што представува уредувањето на речните корита, сливови и суводолици, изградба на уште еден дополнително нов ободен канал, кој што сите овие реки и порои кои што завршуваат од падините на Скопска Црна Гора да биде над северната заобиколница. Средствата за негово изведово техничко решение ги обезбедивме
заедно со Министерството за живот на средина висина од 700.000 денара, 200.000 денара се од општина Газивава, така да техничкото решение ќе го имаме каде што предвидува од Рашкскиот дел па се до Брњарци, каде што е потенцирано дека постои ризик да над северната заобиколница постои нов обеден канал кој што ќе ги собира сите водотоци и реки и на тој начин овозможи нормален пристап на таа вода, а од друга страна да не биде истата тој проблем со 6 август 2016 година кога автопатот или северната заобиколница беше ободен канал. Ова се долгорочни решенија заедно со градот Скопје, со Министерството, со владата на Република Македонија, општина Газивава води сметка како тоа долгорочно да го реши. Целта е преку овој долгорочен проект да се спречи водната ерозија во овој регион и никогаш да не се дозволи да се повтори катастрофалната поројна поплава, која се случи во август 2016 година, во која најзастигнати беа токму овие села во подножието на Скопска Црна Гора. Општина Газивава заедно со урбаните и местните заедници денеска одбележаа 61 година од смртта на првиот председател на президиумот на АСНОМ и првиот председател на Македонија Методија Андонов Ченто. По тој повод денеска во паркот Ченто беше положено свежо цвеќе. На денешен ден, 24 јули, пред 61 година, почина еден од најголемите великани, патриоти и борци за самостојна независна Македонија, Методија Андонов Ченто. По тој повод, денеска пред неговиот споменик во населбата Ченто, општина Газивава, на свечен начин го одбележа денешниот ден со положување свежо цвеќе. Почит кон великанот изразија делегациите од општина Газивава, предводени од градоначалникот Борис Георгиевски, делегации од урбаните и местните заедници од територијата на општина Газивава, здруженија на пензионери и граѓани. Градоначалникот Георгиевски пред присутните ја истакна големината на двајцата великани, Кузман Јосифовски Питу и неговиот следбеник Методија Андонов Ченто. Навистина, неговото лик и дело и понатаму треба да биде еден од носителите на сите македонци во Македонија. Во водниот дел слушнавте две имиња кои што се уште се табу тема. Кузман Јосифовски Питу, еден од великаните и основоположниците на македонската нова држава. Методија Андонов Ченто е негов следбеник. Овие двајца навистина имаат големо влијание врз основа она што представува ослободителна борба на македонскиот народ и неговото дело и на едниот и на другиот навистина треба да представува почит према сите идни млади генерации. Мислам дека ние треба во повеголем број да се собираме, повеќе да ги почитуваме достигнуќата на нашата поранешна и од секогаш ценета сојуз на борци и од борбата од 41 до 45 година, која представува воедно и темели на ова наша денешна заедница. Методија Андонов Ченто е личност со посебни особини кои придонесуваат да се издигне на повисоко рамниште од околината и средината. Решителен, самостоен, активен и честен македонец, смел борец за слобода на македонскиот народ. Тој бил доволно комуникативен со народот, што овозможувал да ги запознава нивните потреби, интереси и приликите во кои живееле. Методија Андонов Ченто е една од најсветлите фигури во историјата на Македонија и несомнено и еден од најдоследните борци за социјална правда и национална слобода на македонскиот народ. Автобуската постојка во подрумот на градскиот трговски центар во Скопје нема да биде во функција од денеска напладне до утре во утринските часови, соопшти денеска ЈСП Скопје. ЈСП Скопје информира дека поради одржувањето на манифестацијата Зборува Скопје, утре и задутре нема да биде во функција автобуската постојка во подрумот на градскиот трговски центар. Имено, автобуската ќе престане да функционира од 12 часот, па се до наредниот ден во утринските часови. Автобусите на линијата 50 во тој период ќе ја користат автобуската постојка до паркот Жена Борец. Привременото затварање на постојката е поради централниот настан во рамки на манифестацијата Зборува Скопје, кој ќе се одржи во графити галеријата во градскиот трговски центар.
Општина Бутел го заврши поставувањето на комплетно новата мрежа на улично осветлување во должина од 600 метри во населеното место Визбегова. Деновиве општина Бутел го заврши поставувањето на ново улично осветлување на улицата 1550 во индустриската зона Визбегова. Поставени се 27 метални столбови, на кои се инсталирани 27 натриумови светилки. Со новото осветлување, комплетно е осветлена улицата во должина од 600 метри. Изведувач на работите е фирмата Код Инжениринг од Скопје, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел. Општина Аеродром се приклучува кон глобалниот настан за мапирање и расчистување диви депонии, иницииран од движењето Let's Do It World. Мапирањето трае до средината на август, пошто ќе следи процес на избор на локации за чистење и понатамошна организација и логистика. Општина Аеродром се приклучува кон глобалниот настан за мапирање и расчистување диви депонии, иницииран од движењето Let's Do It World. Акцијата е предвидена да се спроведе на Светскиот ден на чистење 15 септември, а граѓаните имаат можност директно да се вклучат во детектирање на расфрлениот отпад преку апликацијата World Cleanup. Мапирањето трае до средината на август, пошто ќе следи процес на избор на локации за чистење и понатамошна организација и логистика. Let's Do It World е најбрзо растечкото граѓанско движење во светот, кое ги поврзува и ги охрабрува граѓаните, општините, компаниите и владите да ги исчистат своите земји од лошо управуваниот отпад. Од 2008 година кон ова движење се приклучија речиси 20 милиони луѓе од целиот свет. Организатор на настанот во Македонија е Сдруженијето за одржлив развој и заштита на животната средина Go Green од Скопје, во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. Делови од општините Аеродром, Центар, Ѓурче Петров и Киселавода утре ќе бидат без електрична енергија, информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Корисниците од булевар Кузман Јосифовски Питу, број 22 и број 24 и од улицата Симеон Кавракиров од број 1 заклучно со број 9 во општина Аеродром, утре од 8:30 до 11 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 9:45 до 11 часот и 30 минути без струја ќе бидат и дел од корисниците од улиците Мајка Тереза, Васил Ѓорѓов, Бел Камен, Козара и Шарски одреди, како и објектот на Македонски железници лоциран на улицата Васил Ѓорѓов во општина Центар. Во периодот од 12:15 до 15 часот без електрична енергија ќе останат и дел од корисниците од улиците Волче Наумчевски и Волковска, како и објектите на бензинската пумпа, технички преглед и кам маркет во Новоселски пат, општина Ѓурче Петров. А од 13 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Славка Динкова, и тоа непарните броеви од број 37 до број 59 во општина Киселавода. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипи на ЕВА на Македонија. Управата за хидрометеоролошки работи соопшти дека следува период на променливо облачно и нестабилно време на повеќе места со пороен дожд и грмежи. Утре понестабилно ќе биде во западните и крајните источни делови, особено во попладнивните часови, а најмалку врнежи ќе има долж по Вардарието, каде ќе дува умерен до засилен северозападен ветер. Дневната температура и во наредните денови ќе биде малку под просекот за овој период од годината, информира Управата за хидрометеоролошки работи. Утре температурата во Скопје ќе го достигне 28 степен, а во четврток 29. Во петок не очекува повторно врнежливо време со температура до 30 степени, а во сабота ќе биде нешто потопло со температура до 32 степена. Со временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следевте. Довидување.